Најпрво добар ден на сите. Благодарност до Министерството за локална самоуправа, председателот на Скопскиот плански регион, градоначалникот на општина Газибаба и господинот Милевски за денешното подпишување на нешто што малку задоцнато се одвива во текот на оваа година, меѓутоа имаме сериозни подобрувања во соработката со ова министерство. Јас очекувам дека наредниот договор за 2020 ќе биде навремено подпишана, а се со цел да средствата кои што се издвојуваат и средствата кои што и ние како град Скопје ги издвојуваме во Скопскиот плански регион да може да помогнат на општините кои што првенствено не се дел од административните граници на градот Скопје, меѓутоа сепак припаѓаат географски во Скопската котлина. Градот Скопје во инвестицијскиот циклус од повеќе од 8 милиони евра што го направи во текот на оваа година може да ги помогне исклучиво општините кои што се дел од административните граници на нашиот град, меѓутоа со средствата што ги уплаќаме во Скопскиот плански регион, индиректно го помагаме развојот на овие општини. За мене ќе биде императив преку Скопскиот плански регион сега да започнеме да работиме заеднички со општините кои што не се дел од градот Скопје, особено на мерки кои што треба да ги превземаат во периодот кој што ни предстои, зимскиот период, кои што се однесуваат на загадувањето на воздухот, затоа што имам чувство дека се фокусираме исклучиво на центарот на Скопје кога станува збор за изворите на загадување од една страна, меѓутоа природата не познава географски граници. Чучар, Сандево, Илинден, Петровец, Рачиново се дел од Скопската котлина и тие контрибуираат во загаденоста на воздухот, така што ќе барам преку Скопскиот плански регион и Министерството за локална самоуправа како градоначалник на нашиот град да фокусираме сериозни мерки кои што ќе се однесуваат и на жителите на овие општини со цел да ги подобриме условите за живот не само во Скопје, туку во целокупната Скопска котлина. Како председател на ЗЕЛС сакам да поздравам иницијативата на Министерот за локална самоуправа. Заеднички веќе работиме работните групи на продолжување на процесите на децентрализација во нашата држава, од што придонес имаат граѓаните бидејќи покрај зголемувањето на надлежностите или превземањето на надлежности на општините кои што се во непосреден контакт со граѓаните, зборуваме и за изнаоѓање на начини кои што за зголемување на материјалните средства кои што ќе ги пратат овие надлежности, меѓутоа ќе ги надополнат досега преземаните надлежности. Моите очекувања се дека до крајот на оваа година ќе го заокружиме тој процес и дека во текот на наредната година веќе ќе продолжиме со процесот на децентрализација. Како и да е, градот Скопје, како и досега, ќе предначи и во помагањето и во соработката со општините од градот, од Скопскиот плански регион и заедно со Министерството за локална самоуправа, бидејќи крајна цел на сите е да ги подобриме условите за живење на нашите граѓани.